Почитуван министер за внатрешни работи во владата на Република Македонија, господин Панчо Тошковски. Почитуван министер за култура и туризам, господин Зоран Љутков. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани представници на институции, представници на Македонска православна црква по Вардарска епархија, почитувани медиуми, драги пријатели. Изминаа безмалку 4 години од моментот кога заедно ја превземавме одговорноста да ја водиме нашата општина. Одговорност која не беше само функција, туку и обврска пред граѓаните да донесеме промени, напредок и видлив развој. Денес, со чувство на гордост и благодарност, стојам пред вас како председател на Совет на општина Велес, за да направиме заеднички осврт на се што е направено. И навистина има многу за што да се зборува. Во мандатот на овој совет се одржаа 67 редовни седници и 5 вонредни. Со заеднички напори, соработка и конструктивна дискусија, донесовме многу одлуки и иницијативи со кои се реализираа значајни инфраструктурни проекти кои го променија изгледот и функционалноста на нашата општина. Во својот говор, подоцна градоначалникот ќе ги наброи најголем дел од проектите кои ги реализиравме откако ја превземавме локалната власт во Велес. Навистина бројот на реализирани проекти е голем и граѓаните на Велес тоа го препознаваат. Накратко ќе спомнам неколку. Реконструиравме околу 100 улици, нешто што децении наназад беше занемарено. Сега жителите на различни населби, рурални и урбани, конечно добија пристојна и безбедна инфраструктура. Изградивме и реконструиравме бројни спортски игралишта и детски капчиња, каде што младите може да спортуваат, а најмладите да играат безбедно, затоа што тие се иднината на нашата општина. Се организираа или помогнаа многу образовни, културни и спортски манифестации, за што да бидам искрен, најзаслужен е актуелниот министер за култура Зоран Љутков, а тогашен председател на Советот. Ќе ги спомнам: Театарски фестивал Петре, рацинови средби и детски рацинови средби, скулпторска колонија, спортски игри, а исто така се зголеми и поддршката кон спортските клубови. Ја возобновивме Вардарска регата, ја возобновивме Питијадата. Во исто време се донесоа многу социјални мерки, политики и субвенции. Поддршка на талентирани ученици и студенти, еднократна парична помош за новороденче, еднократна парична помош за прваче, се формираше локален младински форум, субвенции за физички лица за клима уреди со нов правилник, субвенции за купен нов велосипед, субвенции за сончеви колектори, исто така со нов правилник. Прифативме голем број на донации од општествено одговорни компании и физички лица, со што обезбедивме проектни документации, спортски терени, детски игралишта, урбана опрема, фотоволтаици на институциите, а донесовме одлуки за кофинансирање на клучни проекти за општината. Тука ќе ги спомнам: водовод во населено место Сопот, изградба на нов кеј на реката Вардар, урбан дел кој денес е место за прошетка и рекреација на велешани, изградба на регионален стационар за бездомни куќиња Шепа и многу други. Покрај сето ова, одржувавме редовни средби и добри односи со меѓународната заедница, при што би ги издвоил средбите со амбасадорите на Република Турција, Унгарија, Европска Унија. Средби на кои одблиску ги запознавме со работата на Советот и разменивме искуства. Почитувани, сите овие проекти не би биле возможни без посветеноста на членовите на Советот, администрацијата, поддршката која што ни ја даваше и дава централната власт, но пред се ова е заеднички успех со вас, граѓаните. Вие не водевте со вашите потреби, сугестии и критики и за тоа ви благодариме. Како Совет, вложивме многу труд и посветеност да одговориме на секое ваше барање и свесни сме дека не секое ваше барање беше целосно реализирано, но тоа не значи дека сме ги заборавиле. Вашите потреби, напротив, остануваат наш приоритет во наредниот мандат со уште поголема одговорност да продолжиме да работиме на нивната реализација, заедно со вас,
за велес како што сите го заслужуваме. За крај, со огромна доза на искреност, ќе кажам дека денес ние не поднесуваме само отчет, туку и потврда дека кога си има волја, кога си има знаење, има и резултати. Нашата работа не завршува тука. Ни престојат уште многу проекти, нови предизвици и уште многу нови можности. Ви благодарам.